не ми се верува, купна на една држава. А првите 3-4 купа беа велелепни. Беа со народ, вистина, што се случува, не знам, но мора нешто да се преземи таму. Така, извини. Многу сакам да ги видам нашите клубови Лига на шампиони. Вардар за 1 гол. Вардар, да? Со Спарта. Дали помниш Да, 4-5 години? да, за тоа да. Тоа беше она лето Да, кога таа утакмица ја гледав. Лето кога беше донесен Таа законот утакмица ја гледав. за територијална организација. Так. Јас бев во некои политички води. Да, беше. И го помнам по тој сегмент, Да, ја гледав значи. утакмицата точно. Ете, така, тука во Спарта за еден шашма гол, што би рекол ти од Тоа е. слободен удар не се наместија вардарците. Што каже мојот професор по физичко кога игравме за школа фудбал, од кај прими гол му вика на голманот, како од Куманово вика. Од Куманово гол си примил, така и ова беше. Добро, јас во времето кога бранев имаше еден наш голман, да не го именувам, и нешто беше вицот околу него. И кога ќе примев и јас гол, така, од некоја фрлјока. Нешто ќе паднев на назад и ќе влезеше, иако висок, корпулентен, имав добар одраз. И што би на Оливер, викам, ми падна шекерот. А нема врска, не ја видов топката, мислам. Се случува. Прекрасно ја плесна и... Се случува. Така. Добро се насмеавме. Значи, си кажавме моменти од младоста. Си шетал многу низ светот. Па со песната имав късмет да прошетам. Кажи ми, каде вака ти фаќа око? Каде би можел да живееш или би можел да живееш барем 6 месеци, година? Никаде, брат. И ова беше. Никаде, сериозен сум, ама многу сум сериозен. Обично 5 пат одам Австралија, 6. Сега викам да видам, да најдам нешто. Прекрасна земја. Значи, од убаво по убаво. Така? Ни дрвјата не се исти како овде. Истото дрво, овде таму различно е. Папагалите се различни, птиците се е различно. Папагалите различни се, нашите се на телевизија, нашите се на телевизија. Не мислам овие што ги носат, што се и овде као домашни миленичиња, и тие се негде таму, но се различни тие нивните. Зашто ги гледаш слободни во паркот летаат. Разбира. Си лета од дрво на дрво, у парковите ги гледаш вака. И прекрасно. Значи, што е тоа што се кочи? Нешто не ми дава да одам од оваа земја и крај. Не знам што е. Дали сме многу врзани, дали сме многу некако со длабоки корења? Појма не. Не можам да си објаснам. Европа исто, ни еднаш не посакав да одам, да останам. Австралија не, исто, да, сакам одам по месец дена, повеќе си изрелаксирам. Така, ама знаеш кога е, прошетам ова, кога е враќањето. Тоа е моментот веќе, ајде, пакувај се и доста е. Значи, фактички... Чудо, не знам што се случува, ама така е. Иначе ти кажам, прекрасно место за шетање, за гледање, за ова, крај. Како ве примаат таму македонците? Ајде со тоа што има многу ретко музичари, односно естрадни уметници од областта на народната музика. И сакам да знам. Да знаеш. Обично ми доаѓаат политичари, па малку е друг тип на разговори и така натаму. Значи, како ве примаат? Какво е нивното чувство? Има ли малку? Многу си искрени. Така? Значи, ако им се дадеш, ти се даваат и они. Ако си искрен и честен, ако честно настапиш, така. И они така ти враќаат. Може ли да се случи да пеете, а да не ви платат? Не, мене до сега не. Такво нешто не. А во Македонија може да се случи? Се уште ми се нема случај. И во Македонија? Да. Добро, веројатно и вака авторитетно изгледа. Па не знам. Крупномањасто, мислам, авторитет. Не знам што, но најверојатно си ја завршувам совесно работата. Така, да. Значи таму тоа не може да се случи. Да не се плати. Сегде може да се случи. Така. Значи, секаде. Но ако изработите она што сте се договорили. Кој ги договара тие работи? Има ли менаџери работат? Да, менаџерот е од таму. Тој е нашинец. Нашинец, да, Охриѓанец е баш мојот пријател. Така? Е од Охрид, има радио наше, единствено радио македонско, кое што врти нон-стоп, да. 24 сата македонска музика. Одлично. Народна? Мешана и забавна. Мешана и забавна, се пушта, нема никаков проблем таков и зашто имаме и млада популација која што треба да така, да се едуцира. Да се едуцира. И правиме по 3 до 4 концерти
Добро. Еден е во Сиднеј, еден Перт, еден Мелбурн. Со тоа што и во Сиднеј имаме човек, и во Мелбурн имаме човек кој што не пречекува, а они тројцата си имаат координација. И најверојатно си го делат и трошокот, и ќарот, затоа што не одам сам никогаш, одам и со колешка, последно бев со Сузе, пред тоа бев со Даниела Темелковска, со Татјана Лазаревска и така. Одиме колега колешка. Да имам различит репертоар, да имам да биде различно и обично кога одиме за Нова година, доволно е еден пејач да остане во Перт, пример, другиот да оди во Сиднеј. За да се наполнат двете сали за Нова година, да видат и тие пејачи и овие пејачи од Македонија, да не сме двајцата на едно место, потоа се состануваме. У Перт се најдовме као сега со Сузи, направивме уште еден концерт таму. И Мелбурн, и од таму заминавме назад. Па добро. Кажи ми, што подготвуваш ново? Јас би сакал да знам, за тоа што велат луѓето дека си се затворил и искачаш само за некои инцидентни. Така. Па, обично летно време и се затварам, да ти кажам, не можам да поднесам жештина. Па добро. Зимско дете сум јас. Зимски деца сме сите, ние што сме малку покропни. И во зима се прави тоа капиталот, нели? Но да, јас сега го правам капитал. Сега го правим, добро. Значи, најново сега... Отклима ли си само тоа? Нон-стоп. Добро. Влезен сум во студио кога сите одмараат, ќе одат на одмори, јас ќе снимам дупли албум. Дупли? Дупли, пошто е рецесија и да, нели, кога е немаштија тогаш да прави. Немаштија тогаш. Браво, Миле. Што албум ќе биде? Значи, кога е дупли, сега вака ко Азра си ти, дупли, тродупли, ајде. Па сакам да е дупли, затоа што почувствував дека треба да оставам песна староградска македонска, ама не на тие што ќе дојдат после мене. Така. И еден со нови песни кои што се... Кои староградски ги обработуваш? Ај малку да спомнеме. Имам доста. Две-три, не многу. Едам дал ке ме погоди. Стојне. Добро. Подрум ода мајче. Там дека има високи чардаци. Така, убави песни. Има ли нека патриотска вака за нас малце што сме вака? Кима патриотска. Навиени. Да, кима патриотска, кима печалбарска тема. Добро. Ајде овој другиот албум. Другиот албум. Кој работи се на вика другиот албум? Исправи се Македонија. Добро. Таа е песна од Роса која што испев, патриотска тема. Така. Не знајки дека ќе имаме проблем со соседот, пред тоа ја направивме и видиш сме го погодили моментот. Да. Не сакајки. Добро. Втора е Погрешно време на прекрасна балада, повторно тандемот Борче Нечовски и Орце Лазаров, што ми ја направија Не каним. Така. Ги состанев после толку време и ми направија прекрасна балада, Погрешно време се вика. И луѓето те прифаќаат као Баладамен, да. Баладамен. Да, па добро, тие ми така ги чувствувам и ги сакам и ги пеам. Ги лежиш убаво. Ги лежам, да. Онака ги... Налегнија топката. Да, ја налегнуваш топката, ја држиш при себе и не ја даваш на други. Одлично. Така. Каде се снима, во кој студио? Во Анастасија кај другари Љупчо.